Ви благодарам и на вас. Нареден пријавен за збор е пратеникот Тони Јаревски, повелете. Благодарам. Може би и најважниот и најболниот амандман. Неколку пати во денешната дискусија го напомнавме. Пазете се, неприфатливо е за владата 2 дена да се проложи рокот за жалби на определена директно засегната категорија. Неприфатливо е 5 дена да се скрати рокот по одлучување за жалби на определена категорија, директно засегната од кризите во кои што не сакајќи неволно против наша желба сме втурнати од владата, но затоа пак дозволено е само 4 месеци да бидат поддржувани граѓаните од владата. Нема логично објаснување. Додека трае кризата, треба да траат и мерките. Што ќе правиме после тие 4 месеца? Еве да одиме и чекор понатаму. Да земеме предвид дека владата ќе реагира потоа веднаш. И еве ќе ги проложи мерките за X месеци потоа. Каде ви објаснувањето за периодот измеѓу што ќе се изгуби? Имаше дискусии претходно од представници на мнозинството за 1 недела или 2 што се изгубиле, при тоа заборавајќи што све се случуваше во тие 2 недели во исто ова собрание, дека не била закажана комисијата. Што правиме со тие граѓани за тој период кој ќе истече рокот на важноста на мерките? И конечно, не е само од овој хипотетички аспект. Искуството натаму не нанесе. Да дојдеме до ваков заклучок за амандман. Ја би бил најсреќен ако заврши кризата превремено од рокот што си го дале. Но тоа не е така. Оваа влада, уште од доаѓањето на власт, 3 карактеристики беа застапени, што не се менуваат, како константа се веќе. Кризи, скандали и корупција. И тоа не прекинува. Имавме жолчни дискусии на Комисијата за одбрана при прогласувањето за кризите. Ја до ден денес ја имам истата дилема. Дали кризните состојби, па и вонредната состојба, владата и треба за справување, за нормализирање на состојбата на живење во државава, или пак за типична злоупотреба, за тендери во 4 очи, за преговарања, за сомнителни набавки или за исполнување на некој нарачки од нивната врхушка. Дали се сеќавате, почитувани колеги, на дискусијата за донесените уредби во вонредната состојба? Не се сеќавате. Не се сеќавам јас. Ги немаше. Дали се сеќавате колку од тие уредби беа директно врзани со ковид кризата? Беа минимален број. Се делеа лиценци, се правеа набавки, се правеа нарачки, се даваа, не знам, за се и се што, освен за ковид кризата. Ниту еден од нив не дојде овде да образложи во собранието. Зошто, како, под кои услови ги дале, какви биле ефектите, дали имаме позитивно, дали имаме негативно. И нормално дека понатаму ќе имаме состојби кои ќе имаме проблеми и со планирањето, и со реализацијата, и со имплементацијата на препораките. Бидејќи нема ништо од тие 3. Ние живееме, купи ден помини. Сте потврдиле во планирањето, во проекциите, нема проблем, ќе се задолжиме уште малку. Сте потврдиле и во задолжувањата, сте планирале пониска, испаднало повисока каматна стапка, превид било на опозицијата. За се е опозицијата крива. Инфлацијата сте рекле дека ќе биде 7%, сега е 20%, проблемот била светската војна. Никогаш владата не е крива. Никогаш не добивме конкретен отчет, никогаш не добивме конкретни препораки, никогаш не добивме конкретни насоки како ќе се движиме понатаму и како ќе научиме од искуството на нас. Оваа влада едноставно за тоа не се грижи. Важно е да повине од следниот до наредната криза. И самите кризи прогласувањето една со друга, ние немавме ниту една поука. Ниту едно позитивно, па и негативно искуство. Барем се воочеше. Кризата што беше сега затворена или што продолжуваме оваа следната, воочевме дека да се направеше тоа и тоа, можеби ќе беше поблага. Или сгрешивме, требаше да направиме уште една ваква и ваква мерка. Тие ќе ги премениме во новата. Тоа го дискутиравме тогаш при прогласувањето, продолжувањето на не знам веќе која и по кој пат криза.
Дури го добивме истиот текст. Ги споредувавме збор до збор, запрка до запрка. Во најголемиот дел смените само датумите на и рокот на трајањето на кризите. И затоа немаме надеж. Затоа и не се дискутира по препораки, бидејќи ги нема. Оставаме на тоа самото од себе си. Може би некој ќе не спаси. Сега да видиме тоа за граѓаните како ќе се рефлектира. Дали имаме основа да ги прекинуваме мерките, бидејќи знаеме дека оваа влада ќе не излече од кризата. Нема не излече од кризата. Но барем можеме да обезбедиме таа поддршка што ќе имаат граѓаните. Без оглед дали се мерките што вие ги предлагате или ние што ги предлагаме. Еве ги, вашите биле поприфатливи за владата. Кажете ми причина зошто да не тече тоа да цело време да имаат обезбедена, барем колку толку да знае дека владата мисли на нив. Него наставно знаеме дека ќе мисли 4 месеци, а 2 или 3 месеци понатаму кој како се снајде. А кој како се снајде, имаме други закони каде што се прават серија на импровизации, каде што државата дополнително губи, сивата економија се зголемува и тоа само се констатира од заменик претседателот на владата дека такви појави има, ама ете ние некогаш ќе напишеме некој закон. Така ли ќе направиме со луѓе овдека, од кај што бараат помош од државата, кај што имаат потреба на помош од државата, во континуирана помош имаат потреба. Предпоследен амандман, мислам дека има уште еден, но можеме да сублимираме искуството од целокупнава дискусија денес. Владата лажеше во висината на помоша што решила да ја даде. Па еден износ, па втори износ, па 360 милиона, па од тие 360 милиона кредит кој што ќе направеше катастрофа за македонската економија. Па во тие 360 милиона и повратот на ДДВ, што е надвор од памет, тоа е законска обврска што владата треба да прави. Уште една дополнителна несигурност по однос на развојот на работата на бизнисот и компаниите во државава. И ако сите ги тргнеме тие такви мангупски пресметки, стигаме до 20 на милиони евра помош. И добре што имаме таа. Но имаме простор да биде многу поголема. Со овој опсег што се предложи, со овие повеќе проширувања, ја тврдам дека ќе даде поголем ефект отколку ова што сега го имаме. Не се илјадници граѓани, а имаат потреба илјадници граѓани. Пак ќе кажам, 22% сиромаштија имаме од државата. Имаме семејства, илјадници семејства кои што не знаат како крај со крај да врзат. И ние овдека дискутираме и треба да искочиме пред нив и да им кажеме, ама ќе ви дадеме 750 денари, треба да бидете задоволни. Не се. Со право расте гневот меѓу граѓаните. Ние имаме 3/4 од нашите сограѓани кои што тврдат, уверени се дека идеме се движиме во погрешна насока. Па како ќе мислат дека идеме во правилна насока, кога потрошувачката кошничка се зголемува за 1300 денари. 17.000 денари е зголемена во однос од минатата година. Вратете ја дискусијата за минималните плати. Тоа е една цела минимална плата плюс во ова што е зголемено до сега. 51 и 514 денари. Да се преживее месецот. И ние велиме со 750 денари ќе помине. Нема да помине. Нормално е дека ќе бидат лути. Нормално е дека ќе паѓа нивната доверба. Нормално е дека ќе паѓа довербата или нема да веруваат и во самите дискусии тука, во собранието, кога немаме логични објаснувања. Не обвинуваат дека ние сте го критикувале, но сепак ќе гласаме, а од друга страна, воопшто не обрнуваат внимание нашите почитувани колеги на тоа дека и они се трудат да има што е можно повеќе, а кога им велиме, еве, има од каде пари, од повеќе места може да се пренасочат средствата, да се искористат подобро, да се помогне на луѓето, тоа тотално се игнорира. Зошто? Бидејќи некој сметил да си има мангупска математика. Весели математики, што повторно знаеме дека за истите тие средства и за многу поголем момент, за несели месец дена ќе дојдат тука пред нас и ќе бараат да се пренаменат на сосема други начини. Зошто не сакате да помогнете на граѓаните? Тука ќе застанам. Ви благодарам.